Ви благодарам. Почитувани присутни, почитувана представничке на Министерството за правда. Очигледно добро ја познавате оваа материја. Можеби ние сме лаици од сето ова, меѓутоа со оглед на материјалот законот кој што пристигна и со оглед на тоа што е донесен во 2014 година, кога всушност ВМРО ДПМНЕ беше на власт, јас имам една цела стратегија и податоци за тоа која била појдовната основа и појдовната идеја за да се направи и да се креира еден ваков закон, како истиот тој значи за денешнината и за начинот на кој што истиот бил замислен. И морам да кажам дека да, навистина ВМРО не размислуваше многу напредно во тој дел и направи клучни измени и структурираше еден цел систем односно подлога за понатамошна дигитализација и достапност на податоците кои што денес сите ние ги користиме, односно денес односно работиме и сите институции работат со нив. И сега морам да забележам дека една од клучните и најголеми измени овде, затоа што во оваа предлог измена на закон, освен тоа што се менуваат глобите, односно казните, една од најголемите работи е што се менува името. Меѓутоа, еве, јас би додала дека не е проблем функционирањето на самиот систем кој што веќе претходно бил воспоставен, туку и немањето на напредок во дигитализацијата и хармонизацијата на податоците на субјектите на националната инфраструктура на просторни податоци, нешто кое што всушност го цени и секој извештај на Европската комисија. И тука би бил најголемата моја забелешка. Всушност немаме никаков напредок. Од моментот кога во 2014 година е донесен овој закон и воспоставена целата оваа структура, ние ништо понатаму, односно додека го работевме катастарот ние, додека се работеше онака како што треба да се работи, имаше одреден напредок и се набилда целиот овој систем со податоци. Понатаму ова е се забрано. Односно, за да можам да го подкрепам целото ова мое кажување со аргумент, ќе направам една споредба или кратка анализа за тоа како оди овој процес на дигитализација во Србија, во соседна наша држава, која што замислете по нашиот модел со луѓе, искористувајќи капацитетите на луѓе кои што го направија сето ова во Македонија, го правеа целиот овој систем и во соседна Србија. Значи, кај нас законот е донесен во 2014 година, а во Србија во 2018 година. Истиот закон, значи на истиот начин. Сега, во 2015 година е пуштен во употреба национален геопортал за просторни податоци во Република Македонија. Во 2019 година е исто пуштен во употреба национален геопортал за просторни податоци во Србија. Сега, 4 институции се поврзани со НИПП порталот во Република Македонија, а во Република Србија се поврзани 38 институции со овој портал. Значи, за толку кратко време, тие успеале да поврзат 38 институции, а ние само 4 институции и тоа се истите тие институции кои што ВМРО ДПМНЕ успеало да ги поврзи. Тоа значи дека во овие 5 години, додека СДСМ е на власт, ништо не се работело. Понатаму, значи, исто така, во врска со овој дел, замислете, во нашиот портал има 110 сетови на податоци, додека во Србија има 300 сетови на податоци. Превземањето на податоците кај нас во Република Македонија е со надомест, кој што сите оние кои што им се потребни овие податоци треба да ги платат, а додека во Република Србија е бесплатно. Моето излагање е само во насока да видите какво е работењето на владата на СДСМ во изминатите 5 години. Само да ја направам оваа споредба и да кажам дека
Реформите кои што ги најавувавте, не ги ниту почнавте, ниту пак ги продолживте реформите кои што ние ги почнавме и ние се трудевме да ги имплементираме во секој еден сектор, односно во секоја една област во Република Македонија. Она што исто така би сакала да го кажам е дека во изминатиот период гледаме една тотална непосветеност на катастарот на недвижности. Имено, јас би ве демантирала со неколку аргументи. Јас знам дека можеби вие директно не сте надлежни над Агенцијата за катастар на недвижности, меѓутоа како ресорно министерство сте одговорни за работата таму и бидејќи ние немаме некаков извештај кој што го разгледуваме и немаме некаква друга соработка директна како парламент и како собрание со оваа институција, јас ќе искористам ситуацијата да ви посочам неколку случаи на буквално злоупотребување на службените положби од страна на директорот и главниот кој што е одговорен во катастарот за недвижности за поставување на времено вработени лица за одговорни подписници, началници во катастарските оделенија низ Република Македонија. И тоа е случај со неколку вакви подружници, каде што се ставаат тотално луѓе кои што немаат никакво искуство, кои што се вработени на определено време во Агенцијата за катастар на недвижности и се ставени да бидат директни и одговорни подписници како началници во подрачните оделенија на катастарот на недвижности. Ваква ситуација всушност покажува зошто ние немаме напредок и зошто ни се случуваат вакви работи во Република Македонија и зошто не можеме да очекуваме дека ќе донесете некакви по-конкретни, по-суштински, подлабински промени во овој закон и во исто време ќе го имплементирате и самото тоа за кој што постои. Значи, ако значи нешто споредбата која што ја направив, овие измени требале да датираат и многу пододамна. Значи, имплементација и воведување на податоци, сет на податоци од 110 до 300 има многу голема разлика. Тоа значи дека има многу работа уште за работење и тоа значи дека треба некој активно да се посвети. Сега јас би сакала уште само еден елемент да кажам. На ова структура имате значи има одредена, некој треба да носи одредена одговорност. Меѓутоа, одговорниот министер нема целосна, вика само има улога на обединување и поддршка на Советот на НИПП. Кажете ми каде ние да бараме одговорност за некој што не ги дигитализирал податоците, односно кој треба да ја покрене целата оваа постапка. Мене тоа ме интересира заради тоа што ако Советот како тело на НИП е раководен орган, а имаме надоле работни групи кои што, да речеме, не ја работат тојата работа како што треба, дали таа постапка за одговорност ќе ја поведува Советот на НИП или треба посебна постапка да биде покрената од страна на Министерството, за да може да се утврди зошто некој спиел изминатите 5 години. Ви благодарам.